Нашата утринска тема. Веќе сме во екот на летната сезона, во екот на летните одмори, но овие денови живееме пеколни високи температури. Советите се да останеме дома или децата кои што се во моментов на летен распуст, некако треба да ги затвориме во домовите или во становите, заради тоа што надвор на вистина температурите не дозволуваат да се излегува и да се игра како што некогаш можеби тоа го правевме ние во нашето детство. Сега променети се многу од работите и некако живееме во дигитална ера кога наречи си е секојдневие, па дури и за најмалите, за жал, дечиња да користат електронски уреди, да користат таблети, мобилни, компјутери и некаков друг вид на екрани. Последиците ќе се почувствуваат за неколку години од сега, а верувам дека со нашата денешна соговорничка ќе потенцираме за сериозноста од оваа проблематика. Доктор Маја Каличанин-Марковска, која што инаку е специјалист по ортопедија, ова утро ме дружи мене, секако и вас гледачите пред ТВ екраните. Доктор Маја, добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи. Некако тоа го начна во најавата. Децата се на летен распуст. И ако порано ние бевме постојано излезени надвор со една безгрижна детска игра, не знаевме што се тоа мобилни екрани и така натаму, денес тоа е секојдневие за голем дел од децата и адолесцентите, нели оние помалите и оние поголемите. Меѓутоа, факт е дека нели медицинските лица советуваат со оглед на тоа што имаме високи температури дека попаметно е сепак да се остане дома. Прво, ваш коментар и став за целата оваа ситуација, па потоа ќе преминеме на по така е, температурите се превисоки, едноставно не е нити здраво, нити пријатно да сме надвор на 40 и нешто степени, нити за возрастни, нити за децата, така да сакале некеле мораме да останеме некако скриени, затворени во кондиционирани услови. Сега тоа си поведува некој свој... Тоа е дополнителен предизвик за родителите. Така е, дополнителен предизвик. Децата морат со нешто да се ангажираат за да бидат умни, мирни, како што би сакале родителите, што не е секогаш можно, значи нешто треба да им го окупира вниманието. Од друга страна, седењето дома не е секогаш можно сето тоа да се изведе, поготово во некој помал простор, и децата едноставно или стануваат немирни, непослушни, или пак се врзуваат за екраните од било кој тип, телефон, лаптоп, мобилен телевизор, за да некако се има мир во куќата, нели? Баланс е потребен, така, можеби малку и од тоа, малку и од другото. Што ви рекле вие за тоа? Апсолутно така, мораме да се адаптираме сега на ново настанатава ситуација. Значи мораме некако можеби стилот на животот сега во летниот период да го смениме. Доколку не сме на одмор некаде море, планина, па и таму имаме препораки нели во најтопол дел од денот да не се излегува. Значи можеби доаѓа во предвид да се стане наутро порано, децата да искористат малку еден период да се размрдаат, истрчаат, да кажеме, до кај 10 часот и потоа да бидат дома. Со тоа што во домашни услови, нели, пак ќе кажам, не мора можеби да се со другарче, нели, да си поигра, да се викне, она што и ние сме го правеле во нашето детство. За да се со цел за да спречиме постојано седење на екран, затоа што тоа води кон многу последици. Значи и по физичкото и по менталното здравје. Ве слушаме нели од колегите дефектолози, логопеди дека тоа си носи исто така своји последици. Значи од моја страна ортопедска, децата се премногу статични, затворени дома, врзани за екранот, неправилно држење. Она што и од короната ни се провлекува до сега, се што не сме среќавале толку често, значи мали деца прво, второ, трето оделение се жалат на болки во вратот, главоболки, значи тоа се доаѓа од една принудна позиција кога детето е цел ден, значи на телефонот, на компјутерот. Мора да се ограничи тоа време, мора да се најде начин да го скратиме и да го ангажираме во друг правец. Па макар, значи, дали ќе биде некаква лектира, дали ќе биде некаква гимнастика, дали ќе биде некакво излегување, дружба со другарчиња, значи во тој правец, затоа што не е само физичкиот дел, тоа понатаму води кон спазми, значи на освен мускулатурата, па понатаму и деформитети.
Значи на некој начин го тераме тој дел од дрбетот да старее порано. Порано од што а не треба, да, порано од што треба. Тоа не го сакаме. Каде се децата и во училиште, нели, со целодневна, со долг престој, со ранците сме зборувале многу пати вака и во медиуми, и во јавност. Значи сега дополнително и екраните ни дојда. Така да мораме и во тој дел, кога сме статични, тоа е еден врзан круг. Стануваме понемобилни, ја качуваме тежината, цело време сме дома, па се нешто се грицка и што треба и што не треба. Се качува тежината, како се качува тежината, пак децата малку помрзоволни стануваат. Има еден тренд на одбивање, на излегување надвор да играат со другарчињата. Едве родителите може да ги натераат да одат на некаква физичка активност, колку и да е лесна. На вистина сега пак има многу, освен гимнастика, моторни вежби, танц, хип-хоп, значи класични танци, значи пливање, на вистина можностите се поголеми, меѓутоа децата некако не можеме да ги така ангажираме, заинтересираме за... Па веројатно заради тоа што интересот за екраните е многу поголем и веројатно задоволството, допаминот кој што го добиваат од тие минути поминати пред екрани се многу поголеми од она што веројатно ќе го почувствуваат доколку излезат надвор. Верувам дека ова е дополнителен предизвик за родителите, затоа што борбата во денешно време навистина е голема. Меѓутоа, ја споминавте оваа генерација на деца од короната па наваму, велите се постатични, понемобилни. Кога може да се почувствуваат првите, можеби не деформитети, меѓутоа последици од тоа, нели, статично седење или една положба на телото која што не е правилна, Па секако веќе и во предшколска возраст тоа го гледаме. Значи, па дури и малите дечиња, некогаш 3-4 години, значи гледаме дека за да упорно, значи од родителот бараат некаква технологија за да се смираат, да се окупираат едноставно. Имаме сега значи, пак ќе кажам, можеби акцентот е ставен на неколку работи, држењето, деформитетите на локомоторниот систем, или оптеретувањето, ајде веднаш не се тие деформитети, тоа сепак е еден процес кој што прогредира и подолг. Значи, обезноста, децата се дебелеат повеќе од колку што треба и проблеми со видот. Главоболки исто така се јавуваат. Свесни ли се, доктор Маја, родителите за овие работи? Затоа што имам чувство дека по некој пат, нели, уморни од работните обврски, од се она што, нели, стресното секојдневие си го носи, најлесно е по некој пат, нели, да се даде екранот и мир во куќа, како велат. Меѓутоа, последиците за сите во домот, последиците за сите во домот се понатаму подалекосежни и потешки отколку во да се одвои, да кажеме, ајде еден сат ке се даде до 2 во денот на детето за да се примири, да и родителот можеби малку одмори, па можеби ќе биде едукативна содржина, што ќе се гледа нешто или разгледува или така може заедно нешто интерактивно дури со родителот. Меѓутоа, значи на долги стази гледано се прави една лоша навика. Значи, тоа е и зависност, една лоша, мислам, зависност. И зависност, така е. Нели, еве, во тренте во западниве земји да се прават кампови за школските деца, кај што ќе нема мобилни телефони и телевизија. Па имам чувство дека тоа и кај нас малку некако е во подем, летните кампови се поприсутни и меѓутоа пак да речеме се тоа некој, нели, 10 на 15 дена каде што детето ќе замине, потоа пак е оставено, нели. Па сега 10-15 дена нека биде еве кампот, нека биде 10-15 дена со родителите, па можеби на некое село ќе се отиде викенд, па така ќе се соберат деновите кај што може да се искористи, едноставно нема друг начин. Мораме ние со детето да се ангажираме, значи да работиме со децата и да работиме на здравите навики. Значи не може да кажеме дека водиме сметка за храната ако дома нонстоп се купува грицки, чипсови, смоки, кока-кола, газирани сокови. Значи, и ако родителите се лош пример за децата, ако тие конзумираат таква нешто, не може да очекуваме. Извинете што ќе ве прекинам. Голем број од родителите се навистина свесни и се трудат
Меѓутоа, кога ќе се стекне една лоша навика, многу е тешко да се смени. Да се промени. Да, многу е тешко да се промени. Детето кога ќе дојде потоа во фаза на пубертет, веќе станува и свесно за својот изглед, па може и во училиште го задеваат децата, па сака и само нешто да промени и тогаш ни е полесно. Меѓутоа, до тој период, значи, едноставно сака само да си го задоволи својот нагон. Дали за храна, дали за седење, гледање и така натаму. Но, значи, и родителот е загрижен, значи детето кажува ме боли вратот и тоа го повторува постојано и на крајот тоа резултира со доаѓање во посета на лекар. Па ние треба преглед, можеби снимка, зависно од тоа каква ситуација е, значи кај детето, па се понатаму други чекори што треба да се превземат. Да. Велите и се поголем број на дечиња знаат да се пожалат од главоболки. Така е. Што е нешто несвојствено, да речем, за таа возраст. За таа возраст. Сега тоа го прави постојаната принудна позиција на детето над екранот. Значи не е подпрена главата, таму како кај луѓето кои што работат во IT сектор, тоа им е добро познато, постојано се над екраните, доаѓа до спазам на таа мускулатура, крвоснабдувањето во, да кажам, во главата се намалува, тоа резултат постојана позиција 2-3 сати во таа положба, значи води и кон болка понатаму и кон главоболка. И сега, нормално, секој родител би се загрижил ако детето постојано му повторува дека има главоболки. Настрана што и овие временски температурни разлики си има влијание, па дури кај најмладите, или влегување од многу топло во многу ладно, сега и дома не треба да се држи толку ниска температура, зашто тоа го шокира организмот, кога ќе се влезе и излезе, така да и тој момент треба да се има во предвид. Сонцето, летото, некако ни е асоциација за D-витаминот. Така. Ајде некој корисен совет за нашите гледачи, со оглед на тоа што сега, нели, препораките се да бидеме во климатизирана просторија. Што е со D-витаминот? Колку треба да го суплементираме кај детска популација, кај адолесценти, па и кај возрастните? До сега сме практикувале во текот на летниот период внесот на D-витамин да се прекине, затоа што имаме сонце во изобилие, така, имаме сонце во изобилие, излегуваме надвор, децата ќе играат, ќе примат и сето тоа поред. Но сега со овие температури едноставно ние и во тек на летото се затворивме, мораме внатре, така да може би е добро, значи во текот на летниот период една доза на одржување да се дава и кај децата, значи кај помалите некои 400 до 800 единици, кај поголемите околу 1000-1500 единици во текот на летниот период. Инаку, исто така ставот беше дека едно време дека до 3 години, па потоа до 5 години се дава D-витаминот, но сега тоа го продолживме, затоа што сите услови на живот се сменија, децата се додека растат, значи мускулоскелетниот систем расте и се развива, има потреба од D-витамин. Дали е различна суплементацијата и во летниот период и во другиот дел од годината? Сепак малку е помала количината во тек на летниот период, па дури ја прекинуваме. Ако вие редовно земате преку година, ако не се зема јули и август, не е ништо страшно. Поготово што сепак ќе се отиде на некаков одмор, планина, море, на село, така да ќе се прими некоја количина на D-витамин, макар и помала да е, па преку годината потоа си се суплементираме. Така да D-витаминот се додека детето расте, а расте до 18-20 години, значи се препорачува да се зема. Затоа што не е само за мускулоскелетниот систем, и за имунитетот, значи и за многу други работи има позитивен. Клучен витамин. Што се случува ако имаме недостаток на D3? Недостаток на D3 кај повозрастните малку потешко се приметува, кај малите дечиња и бебињата, например, она што како прво го гледаме е меко главче, така назначени долни ребрени лаци. Детето може да биде помрзоволно. Сега тоа мрзоволие кај поголемките исто може да се види. Ама често овие симптоми можеби родителите нема да ги поврзат со недостатокот на D3. На D-витамин, да. Сега ние си имаме некои
календар, дајде да кажеме, на редовни контроли. Во првата година барем 3 пати ги гледаме бебињата. Понатаму, после проодување на 18 месеци, повторно имаме контрола, потоа на 3 години, на 5 години, па така 7-9 во училиште ќе имаат систематски преглед. Ако нешто има, и тие колеги ќе укажат, ќе го испратат детето на ќе ги посоветуваат родителите да го испратат детето на соодветен преглед. Да. Никаде сме и пред крајот, би сакала доктор Маја да им потенцираме на гледачите за какви се деформитети можеме да зборуваме во на подолг временски период како последица од ова прекумерно седење на детската популација. Значи не зборувам сега само за овие помалите, туку и адолесцентите го имаат имаат таа навик или тој проблем. Меѓутоа кај нив телото е поразвено и така натака, меѓутоа сепак последиците и за едните и за другите можат понекој пат да бидат и страшни. Да, просто имаме кај поголемите на епидемија на деформитети на рбетен столб. Кифозата и сколиозата се најчестите кои што ги гледаме во нашите ординации. Така да добро е тоа во предпубертетска фаза да се открие и со време да се почне со оние совети за вежби, физичка активност. Може да има подобрување, така? Значи, ние за почеток се бориме да не прогредира состојбата. Потоа, затоа што тоа е малку борба на подолги стази, не е спринт, тоа е маратон. Значи 3-4 така 5 години треба да се детето да го смени стилот на животот едноставно. Значи да му влезе во секојдневие дека треба да има физичка активност, дека треба правилно држење да има, дека треба некои други навики да усвои. И сега знаете тоа на долги стази станува малку досадно. Значи па сега неќам, па сега чекај, па јаде ќе ги научиме вежбите, па дома ќе ги правиме, па другарчето се јавило, па сакам да погледам. И тоа некако се разводенува. Тешка е борбата. Значи, и борбата е тешка во суштина. Тоа воопшто не е лесно вие да одржите таков ритм и да воведете 2-3 пати вежбање во неделата или на секојдневна основа кај мали деца кои што се века и други основни навики немаат, а камоли вежбање. Да. Затоа да не дозволиме ова убави совети и корисни совети од вас ова утро, да не дозволиме да имаме такви генерации. Апсолутно. Затоа што проблемите кои што настануваат, споменавте и вие, не се спринт, туку еден долг маратон кој што и за родителите и за децата е тежок момент, вистинска борба, па затоа да подобро да ги спречиме овие работи. Пак се враќаме на старото. Факт е дека последиците кај некој помалку, кај некој повеќе, а меѓутоа последици има. Последици има и добро е, значи, тие здрави навики да ги вградиме колку што може од порана детска возраст. Се надевам. Вистински предизвик за родителите ова лето и за децата во преговорите со родителите, но се надевам дека ќе бидат истрени. Тоа можам да кажам. Доктор Маја, ви благодарам многу за овие корисни совети утрово за нашите гледачи. Ви благодарам и вам. Продолжуваме понатаму блок на реклами во 8:30 веќе видовте вестите со Александар.